Здраво на сите, нова епизода од нашиот подкаст Нагости кај Прилепченец. Зашто се вика подкастот така? Тоа ќе го дознаете во последната епизода од сезонава. А сега благодарение до сите оние без кои ова идеја немаше да се случи. Првенствено до локацијава кај што снимавме сите овие денои, до пицерија Таверна 1990, до домајчино, а воедно и наша логистика, Менде Младеновски, до Бојан Илиевски, директора на фотографија и на светло, до Јосиф Трајковски камера, до Љупчо Тодоровски дизајн на звук, до нашите пријатели, стоматолошка ординација Караџовски, пекара Алекс и мое пазарче. А сега нешто за гостино во ова епизода. Ни гостуваше некој што патува меѓу два јазици, како меѓу два паралелни светови, и тоа го прави често. Муабетевме со Елена Стрезовска. Иначе, што рече со 1000 работи, то знаеш дека ми е неодговорено прашање кој ќе се занимава луѓе со не знам да не замина негде. Овде има такви некои што се од присутниве састрани луѓе. Тоа ми е пример мене неодговорено прашање. Кој ќе рече ако работиш нешто, се треба да му се посветиш. Скроз сите твои животни енергии, ресурси, капацитети, ќе му ги насочиш само на тоа ако сакаш производ, односно дело кој што треба. Деме, ако ја произведувам чашава, не можам се паралелно да свирам гитара добро, не можам паралелно и да произведувам маси, да бидам столар, мора само сега во чашава. И тоа ми ти викам неодговорено прашање, пошто и мене ме интересира еден куп работи, и некако те влече неодоливо е, дај да се видам во ова. Во ништо не си, да речем, мастер. И сега прајас, како рече, на 1000 страни сум расфрлан. Шо е правилно? Имаш пробано да одговориш, знам дека не може да се одговори, ама еве според функционирање, како функционираш најдобро? Ако станува збор за баш креативно продуктивен, да си, значи се насочиш во да се претвориш во нешто, да даеш нешто, некаков продукт од тебе, автентичен на тебе да речеме. Мислам дека треба да се посветиш максимално на едно нешто, нормално. Ама како што реков, од човек до човек зависи нормално процесов, креативниот процес да се дојде до нештото. Пример еве јас, кој што рековме, може околностите ме навикнале така да работам, неколку работи напоредно, за да можам да се сконцентрирам баш на тоа што сметам дека е есенцијално, што е најбитно, или за да соберам искуство од неколку страни. Ама е малце парадоксов, да бидам сестра, за да можам на едно да се сконцентрирам. За да можам еве за поезија конкретно да зборувам. За да можам да биде песнава што ќе напишам, да биде автентична и да биде вистинска, она баш што го чувствувам, морам да истражам на појче полина, за да видам, да искусам едноставно, за да го исцедам нешто од сите крпиве некои што сум ги потопила во различни полина, за да ги исцедам и да биде најсуштинското. Јас така доживам поезијата. За други жанрови на уметност, проза, например, од страна литература, мислам дека е поразлична. Затоа сум насочена кон поезијата, кон суштина. Ама добро еве за создавање. Што викаш за авторско дело. Ама било што да работиш. Еве превод, пример, кој ќе работиш. За да биде квалитетен преводов, дали важи ова правило, ова преска што реков, сега ако работам превод, има да се насочам само на превод. За да биде на крај резултатот добар, или можам да бидам мастер во преведување, а истовремено и да бидам сестран. Можеш. Мислам дека можеш, затоа што пак пишувањето, преводот е пак дел од пишување, е некој
не е само процес на пишување, дури пишуваш, тука едноставно ти абсорбираш нови зборови во текот на обичен ден и дури одиш на работа, например, било каква работа. Конкретно јас преведувам од германски на македонски и обратно. И нови зборови и некои чудни, не знам, како да речам, чудни моменти сум доживела кога не сум насочена кон тоа. Значи, нешто сосема друго работам, ама подсвесно го работам и тоа што треба да се насочам. На тоа што мислам дека сакам да се насочам. Демек подсвесно го повикуваш решението? Па, да, може и така се рече. И само имаш доволно простор во... значи, го сакаш решението, работам нешто друго, за некое креативно решение. Значи, не сум насочен сега 24 сати размислувам како да го решам проблемов. Не, имам желба да го решам проблемов, некоја автосугестија си правам на подсвеста и се оддалечувам од проблемов. И работам нешто друго, одам да играм тенис. Одам да пливам, да нуркам. И во некој момент, ама имам доволно простор на момент, имам желба, сум се програмирал и демек ќе ми го донеси подсвеста. Па да. Кој ќе се оддалечам од нешто. Кој се оддалечиш од нешто, ти колку поблиску си до него, колку цело време се замараш со истото, нема, значи барем од мое лично искуство можам така да кажам дека треба малку да одстои, значи проблемов или не знам решение што викаш на загадкава, на гатанкава, треба да одстои па да ти светни она ламбичката. Има често такви баш комплицирани, да речем, проблеми во процесов на преведување? Преведување можда не толку, можда во пишување на свое дело е покомплицирано. Во преведување самиот процес на преведување, не знам, дава слобода, можам да речам, да истражуваш. Користам неколку алатки, пример за преведување и онлайн и офлайн, и во самото барање некогаш има креативен процес, го барам значењето или барам баш адекватен збор за тој превод. И во самото барање може да најдам некој друг збор што не е поврзан со истиот или со значењето на овој што треба да го преведам и може реченицата нема да биде буквално преведена во никој случај, ама ќе го даде истото значење што сакав да го доловам претходно, например. Така да од страна на преведување мислам дека не бара толку баш простор како што рече, туку сконцентрираност можда. Појчесто работи за практичен пристап. Да. За преведување од секош и то ми е едно неодговорени прашања. Не знам дали си му посветила време, кога ќе читаме некое дело. Пример, ајде поезија, вчера баш или затвчера. Вчера беше Звонко? Да, правевме муабет со Звонко. Ништо за Петре Мандреевски, дека му ја реставрирал Лекојчава, дека цел комплекс сега се гради или е изграден и се баш ми текна на Петре. Пример се Петре да го преведиш на германски. И сега ние што го читаме на македонски, дури сме кај поезија. Дали можеш ти на германски да го читаш Петре и да го доживееш она што ние го доживаме, зашто го издвојувам Петре, ти стварно мислам дека тоа е врво, пошто она што е зад неговите стихои, во сите луѓе што се отворени за поезија, што сака да ја чита, нешто случува, биохемијава на телово ти ја менува кога ќе го читаш. Мислам дека ова на сите му е јасно зашто зборувам. Мислиш, дали би можела да го доловам истото, да го некој германец да го чита Петре? Да, еве за тебе како предизвик и што мислиш германец? Мислам германецов човек што ќе го чита делово на германски, иначе не знам, македонски, ама сакаме да му го пренесиме поетско мајсторство од Петре, ама на германски. Дали ќе дојди тоа исто?
Голем предизвик би било. Секако тоа исто како Гете да го преведуваш на македонски. Мислам дека може и зависи сепак од тој што преведува, од преведувачот, колку добро го познава јазикот на кој што преведува. Многу е тешко. Искрено се немам занимавано професионално од македонски на германски во однос на да преведувам од македонски на германски во однос на литература. Предизвик е во секој случај, но мислам сепак дека треба многу посветеност. Прво да може да го истиот тој да го чувствува делово на македонски, за да го пренеси на германски. Дека истото чувство ќе биде, нема да биде, не може да биде, затоа што еве и самите ние да читаме оригинал и превод не е исто. Исто преводот е некој вид на не знам, на како да гледаме низ наочари. Друго е кога ги вадам наочарите и гледам, ако гледам нормално без наочари. Секако многу зависи од преведувачот колку е добар, но не дека не е невозможно. Сигурно. Од преведувачот колку е добар? Колку е добар опишување прво и колку го владе јазикот на кој што пишува. Значи од ова што го спомна, сега знаеш, добар преведувач и сега како негови референци би биле го владем јазикот. Да. Ама и можам да состојбава емотивна, така? И Да, тоа мислам да, некако да. го начне. Дека е важна и тоа е усвари некој алхемиски процес, некоја метафизика. Секако. Значи состојбата и та може да се пренеси. Значи важно е да ја постигнам состојбава, да имам конекција и емоционална со текстов, за на крајов преведено, пошто и тоа е на некој начин дело, Секако. да бидам линк, иначе што би бил, ако го нема тоа, што робот, компјутер. Google Translate. Да, Google Translate. Да. Мислам, кога станува збор за еве, конкретно Петре Андреевски или поезија, да речеме, неопходно е нештото. Мислам, баш она да биде како алхемиски процес. Преведување на роман можда не толку, затоа што стилот може да е поедноставен, поразбирливи се речениците, ама кога станува збор за поезија, преведувачот мора да е поет пред се, Мора да е поет. Мора да е поет за да напиши песна, така. Мора Нема да да ја преведи, туку ќе ја препеи на некој начин, така мора да има и припев, а и превод. Мора. Не може, мислам. И сама си имам преведувано песни од македонски на германски. Можам да се пофалам дека две веќе се објавени надвор од Македонија. Едната е во Виена, во списание за литература 2014 во се вика Keine Delikatessen. Другото беше тоа беше текст. Првично беше песна, јас го направив како текст, затоа што требаше прозно дело да се испрати. Беше голем предизвик и залак за мене, искрено, како неискусен преведувач, можам да речам. Сега запливувам во водите на преведување, ама интересен процес. Така да, затоа можам да констатирам дека мора да имаш зад себе барем неиздадено книга или стихозбирка, ама да го познаваш процесот на пишување поезија, за да можеш да преведуваш поезија, така. Ти го познаваш процесот на пишување на поезија. И реакции некои на... Ова ми беше интересно, ова не го знаев дека имаш твоја Во песна. антологија. Едната беше вториот текст 2017 во антологија, исто како ова карантинскава сега. Само тануваше збор за актуелните теми на миграција тогаш, нели, актуелно со мигрантите. А првата немаше баш нека одредена тема, тишина, мислам дека така нешто беше темата, не можам се сетам. Двете ги преведив сама, така да затоа можам да констатирам дека е неопходно да пишуваш за да преведуваш.
Че останеш на тие двете или че преведуваш уште? Ќе преведувам уште. Макар и да не се објават. Добро, за твоја поезија, така? Да. Имаш желба и она... Имам желба и сакам да се да не останам нели на границите на ова јазично подрачје овде, затоа што кога можам, зашто да не, не само на своја поезија, слободно можам да работам и на друга поезија, значи твоја или не знам, од некој друг кој што би ми било нормално гордост да преведувам поети или не знам, автори од мојов град или од ова јазично подрачје овде. Предизвике. И радозналост некоја, како некој таму Да, че радозналост реагира на нешто, баш да знаеш. го доловиш, не знам, еве прост пример да речам, ти пишуваш слободен стих, слободен стил, баш да го доловиш твојот стил на германски јазик. Она да биде баш истото чувство како што рече, како на То мајчин како јазик. преведувач, мене исто би ме интересирало, добро, сега нешто е преведено, како таму некое човечко битие што го формирала некоја друга култура, некои други животни околности, друг амбиент, како тој ќе реагира на нешто наше. То често сум се прашувал исто со една... Требаше да ни биде гостинка, уште ја чекаме да ни биде гостинка, Симона, не знам дали ја знаеш, Спирковска, студираше кинески, замина во Пекинг, остана таму да живее, баш му се посвети на кинескиот и незе, можам слободно да кажам, и имам досадувано. Симонче, дај да преведиме нешто, сакам да видам некој од Кина, што сакам поезија, сакам да видам како ќе реагира на нешто јас овде што сум го пишувал. Или да, барем да си слушниш дел од песнава на кинески. Да, ама да биде стварно органски превод. Да. Дури имам само Google Translate правено, дајте молам само поштиво дали има нешто смисла. И од таму брутален одговор и реакција. Не, Далибор ми рекоја ова нема никаква смисла. Добро, да. Google Translate. Да. Добро, јас одма ништо не разбираат поезија. Да, не се. Значи не е Google Translate лош преведувач, туку овие што ја читале не разбира. И Да, треба на хаику да се префрлиш. Да, за да те да. разбера. Друга форма. Есенцијава на зборов всушност не е формала. Тоа е состојбата, тоа е она што е зад формала. Да. И со тоа со тие прашања често вака му посветувам време во животов, пошто во почетокот си секој формат. Речеме јас кога сум почнувал да пишувам, тоа е некое може Мислиш трето, на ритам, четврто, на рима, на тие да. формални. Влијанието е од читанка. Нели? Да, од тоа време имаш ние слика има за метрика. песна. Буквално имаш 4 слика, строфи. песни, 4 строфи. Првата со третата се римува, втората со четвртата и тоа е нешто. Сега ти имаш некој импулс, ама всушност формава во која што ќе се изразиш е формава што научи и тоа е. Прво, некои први стихови се може за налив, за врата, за каснење, за... Гледаш, љубовна поезија доста имам пишувана, ама првите почетоци не се поврзани со љубовна поезија, нешто е исто така и патриотско поврзано и со Македонија, знаеш. Да. Првите песни, мислиш, или првите стихови на песната? Па првите мотиви, првите теми. Аха. И кај мене е така, значи прв пат почнувам да пишувам, да видим, да се римува, после идиме средно прв пат почнувам со слободен стил, ама малце, ама не заради влијание од да речем друга поезија, туку така спонтано мири, ама во тоа време доста слушам хип-хоп и тој свет го откривам и тогаш ме почнува да ме привлекува пишувањево за да можам да го израпувам на бит. Така.
ама пак мора да има рима. Да, пак Така е е. рима, пак е оно. В ствари, Ритам. неам идеја јас во тоа време дека може всушност на каков сакаш начин да пренесуваш, можеш да си играш. И после тоа неко време идиме до читаш, нормално еволуција се случува, читаш и други поети, вака откриваш некои мајстори дека нема врска, тој е мајстор, гледаш, нема слика, нешто вака изгледа, всушност кога ќе читаш, се што е важно е зад форма. Не е битна форма. Ја мислев дека се што е поезија така изгледа. Долго време, ова друго нема шансе да е поезија. Да. Далеку дека таквата форма написана не може да биде уба, има нормално, има формални, баш онакако читанка песни, ама се добри. Сега, да, ти се пронајдеш во тој стил, така? Се пронаоѓаш. Или најубаво може да се изразиш. Природно ти иди. Она што сакаш да го кажеш, не ти е битно како ќе го кажеш. Значи, формата и естетиката после некако ги усовршуваш, ги подобруваш, најдуваш некој финти, да речам, како, ама она што сакаш да окажеш не е битно како ќе изгледа. Битно како ќе звучи. И состојба од која што настанува. Знаеш, ако го немаш видено некој човек и само сакаш да го гушниш, го немаш видено 20 години, само сакаш да го гушниш. Се пред да дојди човеков да се гушните, ти што ќе речиш, облечи портокалово елече, направи ако sad нема шансе, како сакаш дојди, сакам да те гушнам. Тоа е та потреба, значи нема врска како е спаковано. Сакам состојбава. Да го доприш. Да го доприме. Сакам се малце да позборуваме, пошто паралелно со преводов што професионално да кажеме дека од тие 100 работи. Од тие 100 работи дека работиш и како учител по германски јазик, така? Да. Ти имаш дипломирано. Кажи ни малце околу тоа. Па веќе се занимавам околу 6-7 години професионално со предавање германски, кога со полно работно време, кога со полу или зависи нормално од ангажманот, од барањето. Колку има побарувачка, толку и ангажман. Последно по-сериозно занимавање, сега ти кажав, нели, во и уште сум активна, да речем, волонтерски заминав в Германија да работам во градинка. Тоа беше 2019. Спонтано се случи во самава програма на волонтирањево, ми беше предвиден курс, отидов на курсов германски, јас да учам германски, а веќе дипломирано. Океј, реков. Нема крај учењето. Нема крај, да. Пак со некоја умисла дека можам да стапнам, нели, во Работнички универзитет Фрајбург за да почнам да предавам таму. Па ми дадоа шанса, пробав и сами во околности коронава си го направи своето, колку негативно, толку и позитивно за мене испадна. Успеав и да се вратам дома и пак да работам онлайн за нив. И така да држев 3 групи, значи 3 курса напоредно и супер си поминав ова година, да речем, од дома, ама во Германија. Од дома, значи денеска учителиве се од дома учители, така? Да, многу е тешко и да си дома и да си на работа и да си па и во друга држава, а да си во Македонија, да го селектираш сето тоа, да го разграничиш, ама функционира, еве. Докажа ова година, 2021 и 2020 цела, дека може. Функционира. Недостасува контакт жив? Секако. Да? Да. Морам да спомнам, се нема името да и го кажувам, моја пријателка е исто професор, учител по германски и некни на концерт овде за Домов на културава се начекуваме случајно и си му абетиме и ми вика
Леле, дали вршубо ми е сега вака. А исто ја прашувам, не ти недостасува малце со луѓето? Не, чај, Не. кич. Сега вика можам да си легнам. Ученици камера се помалце ме уклучува, добро, не ги терам, вика, и сега можам по пижами, можам да бијам вагани, можам што сакам низ дома да правам и да предавам. Вика. Да, како да. изгледа се учителкава што мија вагани, што ме учи германски. Знаеш, како е тоа? Па вика, делува, уче. Добро, вика. Ако уча, добро е. Ако може да се сконцентрира на појче работи современо, добро. Значи, што викаш ти онлайн настава, успеваш да пренесуваш? Многу појче енергија треба да се дај за да, за да ја прима преку екран или преку слушалки таму. И фали она фидбекот. Значи, буквално имаш комуникација со компјутер, а не со луѓе. Фали она да видиш дека разбрал некој. Уште не сме навикнати, барем еве и онлайн да учиме, не сме навикнати. Не знам, еве, проста вежба, окей, разбравме се, ама немам никој ни да, ни не вели тишина, знаеш, сите си запишува, си чита. Така да немам фидбек од нив и не знам до кај сум со материјалот, така да е потешко. И технички да се организира сето тоа е малку покомплицирано отколку да застанеш пред публика или пред класот и да тече часот. А работиш со, да речам, со почетници скроз, што од нула почнува, или со луѓе што се... Па и со почетници и со напредни. Групите ми беа малку понапредни, не она почетници тазе, беа од различни земји. Англискиот, кој што реков, не ми е баш јака страна и не можевме многу, не би имало шанси да се разбериме на германски, цело време часот течи на германски, така да мора да зна некое основно ниво за да следат. Интересно, во секој случај интересно, истовремено се вклучува луѓе и од, не знам, од Бразил, од кај беа, не знам, има значи сега гледаш од ти како ми работи мене мозоков, затоа што се случува еден иселенички бран од овие простори на кај Германија или на кај земји кај што се говори германски јазик. И јас автоматски подразбирам дека сите се од нашите простори. Не. Да? Тоа беше уште појако. Баш имаше... интересно беше што јас сакав да експериментирам и со групата, не беше она баш фронтална настава. Јас зборувам, вие слушајте, туку сакав и тие да се вклучени. И некогаш се чудеа зошто сега ваква вежба, ама сакав да слушнам и нивните јазици, секој на различен јазик да поздрави или не знам, пријатно, здраво или како се вика ова на португалски, не знам, таму. И беше интересно, уба енергија. Пробував, значи, да ги разбијам бариерите на екранот. За група од колку ученици? Вака за некој конкретен случај? 10. Не многу. Значи 10. 10. Мина, зависи сега, помалку поиќе, како ќе се уклуча. Максимум 10. Со толку имам работен. Мотививе, баш се ќе те прашам за, пошто мотививе за нашиве из ова што ти кажам масовно иселување. Мотививе на овие ученици, што викаш се Бразил или некој земји за учење на германски јазик, сте имале некош комуникација да ги прашаш или да ти кажат зошто баш сака германски јазик? Прво ќе ми кажеш за ученици, а после ќе ми кажеш за тебе. Зошто? Нормално за да живее во Германија. Не напоменав дека повеќето беа во Германија. Значи, Веќе се таму, да. Кој како, некој се вратија заради короната, нели имаше шанси home office да тера, па имав една слушателка што се уклучуваше од Шпанија, ама мислам работи во Германија, како мене, например. Мотиво нормалното му е за да може да работат, да живеат во Германија. За никој, мислам, да, најчесто тоа е мотивот. Значи најчесто е
од економски причини и си нормално и самото иселување, преселување во Германија е тој мотив, заради тој мотив. А од моje лично искуство, зошто јас одбрав германски? Како Или заврши зошто? ти, да, како дојде до германскиот, од кога почнува таа? Оти сепак се работи за човек што од ова и од ова што го слушнавме и од ова јас што го знам. Значи, кој му се посветуваш, ти, што рековме, моите животни ресурси ги насочувам Да, во еден правец. Кај тебе тој правец е германскиот јазик. германски јазик, да. Па, тој ми беше втор јазик уште во основно училиште, нели, шесто таму кога се учи. Ама зошто, не знам, едноставно така просто кажано, сите зедоја англиски, јас реков, неќам англиски, сакам германски. Без јасно да знаеш зошто? Само различно? И тој нормално играш улога, тоа што Германија тогаш беше во, мислам, тогаш, 2010-та, кога се запишев на студии. Бевме мала група, околу 30 колеги имам, да речем, од за цела генерација зборувам, околу 30 мина, не беше толку актуелно да се запишуваат на германски тогаш. Англискиот беше позастапен. И баш прво беше заради тоа неичам, многу голема група се неичам да учам англиски, сакам нешто поразлично, а учено имав германски. Така да реков јас германски ќе земам за прв. Значи во 2010-та, 2010-та. пред 11 години, германскиот не беше популарен. Не беше толку популарен колку сега. Да, не дека не беше, ама кажувам дека катедрата за германски јазик, генерациите како што идеа, и сестра ми студира германски, незината генерација е дупло поголема од мојата, броеше повеќе студенти. Како трет јазик зедов португалски. Зошто? Затоа што сите зедоја сакаа шпански. Нели шпански серија ова оно, јас реков португалски ќе беше. Така да го имам и португалскиот во CV да го напишам негде. Само да го напишеш во CV да стои? Не. До кај ста Разбирам. Да, може да зборувањето ми е малку потешко, ама разбирам. Гледам серии. Гледаш серијали. Да. Чекај, има ист корен, иста база, шпанскиот со португалскиот, ама... ама... иста група на јазици во... Така, некоја Романски. паралела измеѓу, да речеме, српско-хрватски, И да бидеме македонски. политички коректни, и македонски, така? Можда не е толку... Да, тука негде. Има сличности, ама има доста разлики, нормално. Друг јазик е. Како македонски, бугарски, повеќе би рекла. Оти македонски и бугарски се во иста подгрупа на словенски јазици. Така да има Во иста подгрупа? иста подгрупа на словенски јазици. Не, Ова е не е истиот се. јазик, ама истиот корен. Да, истиот корен, секако, словенски. Ние истиот корен не го гледаме, ама различните гранки ни се пред очи и од тие гранки не гледаме ништо повеќе. Ништо не гледаме од лисијата. Да, од лисијата. Иначе корено си е тој. Така е. Се да не навлегуваме на тоа момент. Да посакаме дека еден ден ќе се тргна лисијава, да види дека е истото нешто. Само Да посакаме. Мислам, тоа е јасно дека е истото, само стварно е јасно. јасно е. Било кој човек што малце има усет за јазик, што Да. малце се занимава со етимологија на зборови, ти толку не треба ништо повеќе, не треба да навлегуваш повеќе. Гледаш дека се работи за еден ист извор. Исти извор, исти... Значи еден ист извор и се од тој ист извор пијаме 4 села. Чи иста е водава. Иста вода не држи во живот. Нашава е поубава. Така, наша е поважна од ваша. поважна. Да. Повеќе има... Значи, или се може на едно место од селово да настане огромен град. Исти извор водава што му возможила живот и развој и прогрес. Не, се ние сме големи, имаме град, вие сте Фонтана село, вие не сте направивме ништо ние, и фонтана фонтана имаме. Да. Усвари иста вода. Се едно, знаеш, то едно лично проблемче, а верувам
мислам да не пропагираме масовно иселување, ама реалноста е таа, многу луѓе сака да ода, да виде како се живее Да. во Европа, што е оправдано. На светско ниво е, мислам. Не станува збор само за Македонија, Балкан, Апсолутно, и Европа. тоа ти не ни е јасно. И германците, еве, Да. да речам, за нив и тие заминуваа од Германија. Австралија за нив е нешто, или Америка е за нив, вау. Нормално е. Во такви времена живееме. Значи, во земја што може и да се посочи како пример Да. за носечка сила на цивилизацијава, живееш таму, по потекло си од таму, твоите се од таму, ти ја напушташ за да видиш нешто ново. Да. Тоа е окей, тоа е Да, природно, да, ти да. не напушташ од ти парите, значи не, напушташ да видиш, да собериш неко ново искуство, неко ново знаење, па Да. кај че тоа не си живото, Да, не знаеш, да, може да. че се вратиш. Секако. Пред да дојдам до овој мојов личен проблем, еве, малце тоа твоја гледна точка, живото во Германија, ако појде и, знаеш, го учиш германскиот, тука си, сега одиш Германија, живееш. Што ти Прекрасно се... искуство беше, не можам да... Значи, Што значеше тоа баш за она тебе, Елена, дека го учиш, предходно се припремаш, она, знаеш, исто како припреми беа студите, можам така да речам. 2 години, после втора година, да, летото заминав како студент да работам во Германија, со некои колешки, баш дека бевме, од факултет појдени, се собравме неколку другарки од факултет и колешки, и беше баш како екскурзија од факултет да не пратиле. Добро. Истражувавме, не беше само студентска работа, тоа ни придонесе нормално да нешто за джепарат да заработиме, ама во слободно време и максимално го користевме времето за да видиме дали ова сето што го учевме е вистина, дали постои вистина е дека, не знам, Шилер роден е во другиот град. Бе во Волсбург, а во Хановер имаше споменик од Шилер и Гете, мислам. А случајно со една колешка бевме поедени и ја сликаеме пред спомеников, вика, и јас се сликам и гледам на мобилниот, пишува на спомеников преку мобилен, гледам Шилер. Викам, пули се кој е за тебе. Значи, ние имам студирано, учевме поезија и не знам, литература ја читавме од човеков. Вау, што зборуваш, неможно. Значи ти... Она беше културен шок. Спомеников, да се сликам спомеников, Да, после... сликајме ај вака обдека и гледам на мобилниот спомеников Шилер, пишува, што зборуваш, неможно. Да, беше јако. Како баш припреми, се што учевме на факултет, да речам, од страна литература, роман, поезија и тие предмети, таму можевме да ги доживееме, дали преку музеи, дали преку посета на библиотека или било што. Многу јако искуство. За човек што иде од наши простори, како ти влијаеше нивниот начин на организација, нивното функционирање, нивната точност и прецизност. Ти беше брза животна лекција и освестување, вака треба, нема прашање зошто, како, значи вака треба. Мораш вака. Ми беше многу искуство што уште го практикувам. Не дека сакам, ама така сум се навикнала, оти така треба. Така треба или така е најфункционално, не знам, така се стигнува до целта. Пак се враќаме на моментот дека треба да се посветиш на едно нешто, нели? Со точноста уште имам проблеми. Еве и овде во ИПОЛ за договорени мои 35 дојдов. Тука да не можам да му парирам на германскиот менталитет. А друга страна па ми беше убав пример како треба да функционира еден систем, вистински. Така, прв пат гледаш, усвари што е тоа нешто? Што е тој систем, да, ова плашилово што
се плашиме од него или не знам, чекаме да профункционира кај нас еве 30 години денеска. За каснење што рече и уште чекам да профункционира. Од кај ни е тоа? Вака малце да бидеме Каснењево? самокритични. Од кај ни е? Кај мене било денеска го скоро и да не каснам. Да? Денеска, да. Скоро и да не каснам. Каснам, ама ти викам скоро и да не каснам. А порано сум каснел. Тоа е свесно одбирам да закаснам. Ама не свесно. Знаеш, ја гледам дека ќе закаснам и упорно ги одложувам работиве, сега ако треба да си ја направам косава. Так. Пример во средно бевме она малце обседнати со тоа како ќе ни изгледа фризурава и се ќе ги оставам последние 5 минути, а ми треба 10 минути пример сега да ја направам косава. И тоа гледам, знаеш, како модел на однесување ти станува. Да, валјда. Од кај ни иде тоа? Тоа е некое непочитување на туѓо време, некое давање на значење на себе си. Така, да, еден европјанин така би го доживеал. Ти не го вреднуваш моево време и сега касниш така навредливо би го доживеал сето тоа. Ама интересно ми беше тоа што викаш ти веќе се навикна затоа што мислам по последно време си таму, нели? Така мораш да бидеш точен на некој начин, дали во ова институција или во ова имаш термин. Овде нема термин. Во Македонија пример, или на Балканов не функционира тој систем, иако е воведен во многу институции, сметам дека не функционира затоа што и да си точно на време ќе влезеш по 1 сат. Така да од тука ни, од самото нефункционирање на И од овдешниот. тоа што сме обкружени со каснење. Да. Значи, Да, не е проблем. така. Не е толку голем проблем колку Касни- пример во Германија. Касни еден, заради него касна двајцава, после Систем. касна тројцава и заради што сме обкружени со толку каснење, лесно ние да го толерираме. Валјда. Да, знаеш дека нема некои страшни последици. Касна сите. Аха, Така? значи нема страшни последици. Па нема, не. Еве, конкретно на фризер, еве, најпрост пример овде. На фризер имам закажано и јас каснам 10 минути да речеме и гледам дека не е толку страшно, одам таму, другава после мене касни пола сат. Викам, јас сум топ. Значи, И јас се па германски се несу. и во однос на незе, каснам 10 минути, има некој касни Да. пола сат, значи јас сум точен усвари. Сум точна, дури и кафе ми сварија меѓу време. Па камо ли да каснам на подкаст 10 минути, па шо? Така, значи касна... Ама забрзав искрено за тоа, го мислев дека ти пак по германски. Значи, проекти поврзани со иднина и со на општество овде касна со Да, години, со па се години. јас да закаснам на подкаст Да, не е толку 15 страшно. минути. Мислам, не е толку страшно. Или па да закаснам, ме чака другариве за в кафана. Нека почека се в кафана, нека Нека се се зема запијат, пијачка. аман. Така. Да, како одредуваме, како... Да. Јас одредувам што е некому нешто важно. Тоа е комфортна многу позиција. Да, за разлика од таму колку е пример во Европа колку е ценето времето. Да. Тоа е нешто што ќе го учиме. Што ни предстои лекции. Тоа е нешто што... Точно ста мислиш? Да, или? да. Или нив да ги научиме малку да подзакаснуваме? Не, гледај, и да ги понаучиме, ама за некои резултати е неопходно. Така, да. Се забркавам. Така, еве, Јасно. имавме прилика со на другарка нешто да разговараме, се да не именуваме зашто се работи конкретно, за градежничка компанија и изведува проекти овде во Македонија, значи мојчна градежничка компанија што делува глобално, иди во на нашите простори да гради. И вика од 10 подизведувачи 7 ми касна. Тоа е. Значи 7 ми касна.
автоматски цел проект. касни цел проект. Ама на тој проект, еве да речеме, ако е пат, тој пат би му возможил на колку различни гранки во општеството побрзо да се развива. Значи касна и тие гранки. Заради тоа касна некои идни генерации. Сега, И така се касни, сега. и значи се е изградено на каснење околу нас. Па добро е да, значи види го, тоа е Да. окей. Да, да, Немој да. да најдуваш кривци. Туку види само зашто е така. И затоа ти викам, не се работи дали че го некој ќе прифати од нас, има тие од нас многу работи што би можеле Има, да ги научи има, стварно. да, И да, то да, треба да се потенцира. Барем во слободно време нека касна. Не, тие не може, така се програмирани. Се работи за програмирање. Системско програмирање, тоа е. Е, Да, мене дури како студент тамо дури работев кастев по 10 минути тоа стално и ми вика ти ќе бидеш наставничка. Како ќе предаваш, ти треба да си пример, треба да си точна германка една на работа ми објаснуваше. Јас сум вака и се пулеви, беше смешно сето тоа, ти не знам, ми беше смешно. Да, значи многу сериозно го доживуваш ова. да, студент сум ја, значи ако не каснам јас, кој да касни овде во фирма. Се работи и за поинаква филозофија. Да, сигурно. Така, значи, Да. чим таа е толку бедена дека нешто е така. Дека Дека страшно воопшто не ти ја остава го простор каснеш. за поинако. Ова вака е, Да. че тоа е филозофија на Да, живот. Не се работи само за практична. За вредност некоја се работи. Веројатно. Со генерации што се пренесува. Со генерации што се пренесува и после му е не... Дури во учебници го кажувам, значи во учебнициве по германски го има, напоменето негде. Да? Да. Дека тоа е одлика на таа култура. Да си знаете. Тоа е одлика на таа култура, еве. Водичка. Имаме овде и келнерски вештини во екипа. Прата Да. ситуација на Масао. Со луѓе што би сакале да почна, значи не да го студира и да бида утре учители или преведувачи или нешто друго, кај што е неопходно висок степен, ама ете за млади луѓе што сака да ја истражат култура, сака горе подобро да функционираат и тоа мора да напомениме ти за да и да појдеш во Европа. Ако добро, можеш да функционираш со англиски, така, можеш, ама Можеш, за да. некои работи да онака органски да дојде до тебе, ти треба таа комуникација. Да, и за унапредување, например, еве, работи, например, човек во фирмава, за да се унапреди во некоја друга позиција, мора да го знае јазик. Така, Мора. е Барем сега така налага. како да почни, еве некои практични совети да дајме од твоето досегашно животно и професионално искуство, што те учиш, како да почне еден човек да го учи германскиот јазик, кои се чекориве, кој е најдобар метод? Ако правиме муабет за сам да го учи, Ајде, и постои сам апликации. Да, постои апликации нормално. Ако е надарен за јазици, човеков, ако му оди добро англиски, ја секогаш велам, ако е добар во англиски, ако му е англиски добар, значи му е јака страна да учи јазици. Многу полесно ќе го совлада германскиот и германски и англискиот се во иста група на јазици. А ако учи со помош со наставник, дали со не знам, тутор, како сакаш да го наречиме, од најосновното ниво, прво. Но многу, еве, од лично искуство на тие што му имам предавано, и нив на првите часови секогаш му го кажувам дека многу зависи од нивниот ангажман дома, значи колку дома ќе се посвета на домашни работи, пишување, на вежбање. Значи не само Не само еден настават. сат лекцијата дури имаме до тебе, со тебе наставата, односно? Не.
многу бара има се на интернет, буквално. Човек може и сам да го учи јазикот, но сепак му треба теоретскиот дел, граматика и такви работи, му треба некој да му ги објасни на мајчин јазик. Пожелно е. Ако го знае мајчиниот јазик, то го имаме поиќе пати слушано на секаде, многу полесно ќе научи странски јазик, затоа што граматиката си ја познава на мајчиниот јазик, така да и на странски јазик ќе ја знае, слична е. Во Европа сме, учиме европски јазик, граматиката е воглавно иста, ако не е иста, тогаш имаме остатоци. Еве, например, во германскиот има падежи, знаеш и во српскиот како што има падежи, во македонски нема, но имаме остатоци од некој, од словенски вајда, или старословенски, не знам, имаме остатоци од падежи, со кои што може да се објасни, например, датив или акузатив во германски. Што е многу потешко, например, да му објаснува јас на некој од Кина. Така, не знам дали воопшто има падежи, сосема друг свет, друг јазик. Така да, колку поиќе странски јазици познава човек, толку полесно може да научи некој нов. Временски е за ајде основно ајден, така? Да. Основно ниво. За колку може човек да го совлада, значи расположен е скроз да му се и дома да работи, и домашни да пишува, сат време да слуша лекција на настава и сат време секој ден и домашно да пишува, само иницијативно нешто да учи. За колку време би можел? Зависи курсот каков, ако е убрзан курс може и за месец. За месец дена? Да, супер интензивен, по неколку сати дневно, секој ден од понеделник до петок, може и за месец да го. Чекај, по да неколку сати во дено настава? Да. Аха. Тоа е супер интензивен, по 3-4 сати дневно настава, значи уште 3-4 сати сам дома или сат, еве, не мора да 3-4 да не претерувам. Значи буквално еден школски ден на еден средношколец. Да, исто. Да, има такви курси. Супер интензивни, за месец дена го поминува материјалот заеден. Тоа вклучува ајден 1 и ајден 2, нели, под ниво. Ама не значи дека ќе го владеј тој материјал. Не значи дека ќе го владеј, ама еве ако се работи за трудолюбив ученик, да, може. Ќе почне да комуницира. Така, ќе биде способен за некоја основна комуникација. Основна комуникација, да разбира и да знае да врати, да си купи леп. Така? Пиво. Пиво, исто, во Германија. Едно од символ на Германија, што се однесува за пиво. Да си купи. Значи за месец дена, ако си трудолюбив, ама еве да не одиме, ова е значи петта брзина. Ова е да не оди ни на работа. Да, така, значи само да се посвети, фала љубе. Само да се посвети на, значи за месец е возможно, така? Ако имате јак мотив, ако знаете дека овој месец да, во лето на пример ќе се посветам само на тоа, 3 месеци активно учи германски. Интензивен. Добро, се различни се цените, ама ете и тоа мене лично, пример, ме интересира. Онлайн учител, учителка, колку кошта таков еден онлайн интензивен? Супер интензивен? Да, супер интензивен. Скапо е. Искрено немам онлайн искуство со таков. Ама ете, негде некаде да не имаш некоја информација. Имам посетувано во Берлин тако супер интензивен курс, тоа е стипендија преку DAD, може да си ги слушнал, за супер интензивен курс. Мислам дека околу 500 евра кошташе. Не сум сигурна, ама околу 500 евра. Значи, ако имате 500 евра и ако имате волја и мотив и време,
Не мора да избегнуваш, да најдуваш изговори, немам време, што јас го правам, ја тоа успешно го правам, маестрално Успешно, го правам, да. да. Ја маестрално и успешно го правам, да најдувам изговори, да одложувам, да не седнам и да сработам. Нешто, значи ако не сте такви, туку сте посветени и имате мотивација за месец дена можеш Може. да не одиш таму како шупелка, туку и на некој начин и тие таму ќе те почитуваат. Само ако ќе му даеш назнака дека си се потрудил ова нивново да го Цена, тоа ми се бендисува многу што забележува такви работи, се деталисти малце. И цена дека некој се потрудил нивниот јазик да го зборува и пробува да најди работа, еве да речеме, и секојдневно учи нови зборови, прашува, се интересира, тоа го цена многу. Па и ние го цениме. И ние нормално, да. Да дојде некој од не знам, од Кореја и ти зборни Секако. нешто, Да. значи 3 збора ти зборни ќе те шармира. Секако. Да. И ти се чувствуваш засрамен зашто ја не го знам. Јас и кон него, тој го знае. Не е точно што вика таму нема шанси со англиски, можеш со англиски, ама Да, ова чувство, никош нема да бидиш на исто рамниште со нив. Ама тоа чувство дека си добре дојден, дека ќе те почитува, ќе го имаш ако се потрудиш и ти нив да ги почитуваш на овој начин. Преку културава, преку учењето на нивниот јазик и преку ова, преку некои промени на своите навики и превземање на нивниве. Берлин го спомна, Берлин немам појдено. Мораш. Да. Сите тоа го викаа, што е тоа толку посебно со Берлин? Берлин е надвор од Германија, јас можам така да речам. Берлин не е слика за Германија и луѓе што го посетиле на туристички Берлин, мислам дека нема видено Германија ако го посетиле само Берлин. Ти живееш во близина на Хамбург, така да и Хамбург не е далеку од Берлин, да речем, ама Берлин има побогата историја, така малку со Берлинскиот зид, со поделеноста на западен дел, источен Берлин и западен Берлин. Тој микс на уште постои, тоа ми е многу интересно и фасцинантно. Западна култура, значи западен Берлин и источна култура, баш оваа култура што била и во Југославија, што уште ја негуваме овдека во источниот поранешен блок, да речем. Постои во источен Берлин. И луѓето не брза толку многу во источен Берлин, колку овие. Тоа може во рамките на еден град. Во еден град, да. И тоа е фасцинантно, вака одиш, го преминуваш буквално зидов и натаму е друга приказна. Има повалкане, пошарен, поедноставен. Баш има и згради од останато уште од тогаш. Значи источниот дел е поспор и поедноставен, ама и повалкан. И повалкан и поразличен, не знам како да речем. Понемодерен. Аха. Да. Значи она тоа што го подразбираме што пример визуализираш крајни достигнувања на некој цивилизацијски така, некој град сето уредено, она. Да. Ваму малце касни. Во тој дел. Да. И како да речем, помлада популација живее во тој дел, веќе е прераснат во некој не знам таков, не знам како да кажам, друг стил на живот и се негува она баш од генерација во генерација и многу странци има, многу баш заради тоа што е таков, а сепак е во Германија. Многу луѓе живе. Значи повеќе странци има во источен. Добро, и цел Берлин е мултикулти, источен барем за забави. Аха, чекај, забавиве кај се? Во источен. Во источен? Овие и забави на улица, не само забави во клуби, во скапи клуби и такви, баш забави на улица. Така, значи... Да, и си имам прекрасно поминато на улица, на мост еден. Да. Во викенд, сега не знам моментално, не сум била подолго време, ама во викенд
се организираат такви уметници, некој застанува на рандом место и забава се прави буквално околу човеков. Ма гледаш, тоа е интересна паралела. Нас би не во тој контингент на народи би не сместиле на луѓе што се весела, емотивно, што се празна, што ете. Хајде, утре сум на работа. Седи се уште една пијачка, не сме се виделе 100 години. Така, тоа е поврзано со забава, со кафана, со емоција. Секако. Значи, гледаш, во оваа држава што викаме дека се е предодредено на прецизно функционирање и механизам во еден град, што е центар, можеме да речеме така, културолошки на Германија, источно влијание. Да. Прераснало веќе во култ и она се негува и странциве што и да го негува и многу интересно. Тоа може да го учи од нас. Да. Ние пак се наслонуваме на народна музика или не знам, на XU, такви. Повеќе негуваме таква култура за забава, отколку Берлин е познат по техно журки, по електронска музика. Можда не со цеца, нема да ја слушнеш цеца во источен Берлин, иако имам слушнато од една будка. Ај спаси се од цеца да те не можи. Ама пак е тој истиот момент што викаш баш на празнење, забава да се отвориш, да емоционално да се истрошиш. Си го поставувам и то прашање вака кој ќе анализирам. Си викам дали го има паметние сигурно филозофиве германски. Кант е темел на нивнава и култура и на нивниот развој. Се не може еден Кант да не го и воочи, а и работи ги воочува. Воочува дека човеков е емоционално битие, дека има потреба од празнење, дека има потреба од ирационални облици на однесување. Сепак не го практикува. Тоа ми е некош прашање. Дали тие се свесни за дел, за овој дел од човечко битие, ама нивната свест го надминува нешто и оди на повисоко ниво? Дали се работи за повисоко ниво на човечка екзистенција? Или пак се работи за подруг начин, на исто ниво, само подруг начин, подруг стил. Подруг стил, практичен. Да, дали ние сме тука оти такви, оти го немаме надминато нешто? Дали наша следна етапа во развојов е од тоа емоционално полека да се дистанцираме и да одиме малце на кај попрактично? Или... Нема да видиме ние тоа што нема да види. Мислам дека нема тоа, ќе бидеме германци, нема да видиме или швајцарци. Значи ќе бидеме, мислиш дека тие разлики и по 500 години ќе ги има? Тука, на ова тло или... Паралела. Ако правиме после 500 години. Мислиш дека ќе се задржа? Мислам дека ќе се задржа, затоа што има, како што викаш, нации што неизбежно е нешто. Значи, со тоа се карактеризира така ја негува културава, така? Сега, ако речам, јас не слушам народно или нема се веселам на свадби, не ме прави... Барем јас така мислам. Че се оддалечам и од корените, јас така го разбирам. Затоа што сите дома или сите во моја фамилија негуваат таква практика, да речеме, се весела во викенд или на свадби. И сега, ако не го практикувам тоа, мислам дека се оддалечувам од корените, од нешто што треба да го пренесам јас. Треба? Па, сигурно треба. И јас се сложувам тука дека треба, ама само мерата во која ќе ја пренеси. Да. Тука по југ сме сепак. Мора, не може да го нема. Значи го има и во Шпанија и тие се пак потопол народ. Вајда се на тоа се должи. На климат. Да.
Неам, ова се сето некои мои размислувања, значи Да. неам не сум воопшто поткован, морам тоа да нагласам, само мојата Да, го имам анализирано и слободоумна јас активност го имам сум го анализирал, анализирано. ме интересирало, ме била интересно сам да размислувам, да пробам сам да си одговорам на прашања, но што се должи разлики е. Исто така, значи се анализирам себе си и го гледам тоа емоционално битие, што е секојаш вакво ко дете некое. Да. Гледам дека истото тоа битие, ако го води, ако е лидер во животов, значи лидерска позиција ако ја носи, не може да постигне некои резултати. За некои резултати Да. мораш дистанца од Секако. тоа битие. Сега тие резултати колку се важни, знаеш, како ние за многу работи овде се гордееме со нив, а всушност ако си доволно самокритичен, ќе видиш дека се главната причина за некое твој незадоволство, и што е парадокс. Значи, на нив си горд, а истовремено ти се сопка. Знаеш, го имаш кај сенка, во психоанализава така го нарекува сенка. Ти си ја храниш сенкава, што значи, та цело време сопки ти прави. Ко приказкине со късметот. Знаеш, овој оди, овој по него ќе насади нешто, овој ќе му ги Гоце Тодоровски во таа приказка, мислам, късметот страшен е таков некој. Овој ќе ги остае негде опинците нови, овој оди и му ги кини нешто. Всушност сенкава, тоа е метафора. Знаеш, сенкава ти оди за тебе и цело време сопки ти прави, всушност ти цело време даваш храна на сенкава. И горд си со нас. Да, горд можда не е, видете, ама се помирува со тоа дека таков ми е късмет. И толку. Мене тоа најмногу не знам, ме нервира, да речам, кај Фаталистички многу е тоа. таков ми е късмет и толку и се помирува со тоа дека не успева, например, во ништо. Таква сум изгледа јас, таков ми е късмет. А не е тоа што викаш, Ете го нашето. Препознај го. Ние сме поиќе склони кон таков ми е късмет. вајда. Сигурно. Поиќе сме склони да Да. се помириме, ама на негативен начин. Ти можеш да се помириш со секоја ситуација и да одиш во вертикала на следно ниво. Пример, човек во концентрационен логор, не можам да се сетам, исто научник со психоанализа се има занимавано, може ќе ми текне од некој на разговоров имео човеков во било концентрационен логор, како научник го затвора и се што прави, не може да се занимава со наука, не може да се занимава со ништо, не се знае дали ќе преживее утре. Да. Тој во тој момент ја прифаќа ситуација, ама на каков начин ја прифаќа? Така што се помирува, дека може и се да се случи, создава простор, во тој простор не ја носи содржинава, не носи таква содржина на жал, туку носи содржина на конструкција и почнува да се анализира, да се наблюдува. Истава работа што не може да ја прави кај него, ја работи тука. И затоа пишува книга, не ми текнува како се. Може ќе ми текни. Значи можеме ние да се помириме. Така, може да се помириш и да направиш простор за конструкција. Исто така може да се помириш и да направиш простор за деструкција. Да, тоа е моментот. Ако се помириш, баш на тоа мислев. Ти помири се со нешто во дека таков е системот, овде не функционира или не знам што, ама биди паметен, биди, не знам, мудар, искористи некој друг пример или од некој систем што функционира или како што рече, излези надвор, види како функционира тој систем, пробај, воведи го и во твоите, не знам, најблиски. Немој да се жалиш. Немој да се жалиш, не да кукаш. Значи, кај нас е то чест и ден денеска е живо во мене. Ги чувствувам јас тие остатоци, кој че има потреба се така животот, сакаше се. Шегато, сум го наполнил просторов со така животот, сакаше и се че се жалам.
И нема простор за... Нема простор за провев, не ти остава ни енергија за да пробаш да најдеш нешто друго. Ние сме на овие простори 100% сме на таков Секако. фаталистички начин поврзани со судбинава наша. Се судбински, ова ми е предодадено. Се. И еве го денеска, не знам кога ќе го пласираме подкастов денешен, то не се знае, ама чисто да кажеме дека на празников секако, на мора да 8 се спомне. септември е снимен. Значи, Зато пиеме ракија. и да зато се пиеме. оправда. Јас ја прашав Елена, што сакаш денеска за пијање, таа ми рече символично заради денов 8 септември и ќе пиеме ракија, добро. Македонска Само морам да признам, мене појче ми оди ракија. Не, јас си балансирам со вода. Истото е се ова што го правиме преска баш спомнавме пред да дојдам овде, имав малце, бев излезен со татко ми да се видиме и си појдов порано дома, викам малце да си пододморам, да си размислам како би можело да течи разговора и кој што дал Госпо, тоа би скролање по... И што ми беше вака, што приметив во контекстов со разликава измеѓу некој и ние овде на Балкана. Се луѓето јавно пишува статус и го честита празник. Добро. Значи државниот празник го честита, ама пред да дојде до честиткава, тоа се последните две реченици. Знаеш, честит празник, независност, Македонија, ја сакам, сето тоа. Имаш едно 50 реченици, вака, така, ова не чини, ова не чини, ова... Или се честица дури со негативен коментар. Прво негативното, па среќен празник. Значи, еве, психоанализа. Да. Не знаеме кој е име, што е ова текстов, само што ти говори. Ова е колективно, гледај, ова се статуси и на оние што не ги напишале. Да, зборува за моменталнава состојба. Значи, не можам да речам дека не е во правото што го напишал, нормално тому лежело на срце, си го кажал тоа што му тежи, па после неш прво да се отвори, да каже што е, да го исплука, па да речи какво е такво, ама го сакаме, среќен роденден или не знам што да е. Вајда се пак се должи на менталитетот можда. Тоа е во право. Во право во е. секој случај, ама начинов колку говори за нас. Еве и да земам пример, не знам, и најдобар да и некој, да речеме, пејачов е најдобар во Македонија и на Балканот пробал да се прослави. Пак македонецот ќе му најди мана, еве, да не земам генерално за Прилеп, можам да зборувам дека сме толку критичен народ, даваме многу критики и прво негативното се кажува, па после арното. Дали се кажува арното? Или Или дали се воопшто, подразбира и дали као- воопшто се кажува, да, или дали воопшто се Значи, кажува. ако го не видам, знам. арно, подразбирам дека и ти си го видел, се не мора да го Да, коментирам. ама грдово да го кажам, значи, да не остани некажано. Градото, ако не го кажам, што сум направил? За Прилеп. Истите се потегна ова тема и со Звонко. Знаеш šta, ја давав една паралела, ама то не влезе, гледаш се, баш фала ти што спомна, ме подсети, откако се заврши со подкастов, имаме бела маса, бела врата негде. Ова еднаш ми се појави така во менталниот простор како идеја како можам да објаснам нешто што сакам да го свати другиот, а да не филозофирам многу. За менталитетов наш. Ова одма морам да кажам се работи за мене. Значи јас не се одделувам, и јас сум таков.
И сега тоа ми дава ме става позиција да можам да кажам. Оти не јас не сум таков, вие сте, јас сум таков. Само критичен. Така, врата имаш се некоја. Преска правевме, убо изработена од орев нека биде. Малце необична, добро дихтува, бела е. Вратава. И совршена е, направена, ама се мајсториве, што правеле, што монтирале. Не знам, таму некој мацкал со црна боја и една точка му прснала на вратава. Добро. И сега тоа го имаме. Добро, ги вадиме мајсториви, земаме 100 луѓе рандом. Бираме и ги носиме. И први му викаме, ела, сега влези во просторијава, застани пред вратава, шо гледаш, праше го. Како можеше? Флека ова гледаш што направиле. Добро, втори. Го немам правен експериментов, ама мислам, ја се надевам дека не е така. Се надевам, ама мислам, дека од 100 луѓе, 95 има да и се запна на флекава. И дека 5 луѓе че излезе од флекава, тие гледа флекава и че почне да се занимава на каков фин начин се обработени ивициве за добро да дихтува. Значи нема промаја да има, добра е врата, ама и стило, и дрво, материјалов е одличен. Ама уште дамкава да е средили. Значи тие за тоа че ти зборува колку ќе се фасцинира, гледај шо има зад флекава имаш некоја функционалност, нешто што добро че ти дихтува, нема промаја, нема, не знам, да ти квичи, че ти трае долго, нема се скапи, убоена, лакирана. Не. Значи, флекава. И заради флекава ти не гледаш еден куп работи. Сега да се вратам на статусов. Ти не гледаш еден куп уве работи што ги има овде. Ти колку прекрасни луѓе, колку не... И сега ти сите тие прекрасни луѓе ги пречекори за да ми напишеш во 20 реченици ова не чини. Може утре да ги напиши. Не мора денес. Ма не мора. Значи не мора, само пушти ги, изчисти ги. Дај да ги видиме што е една и од идеите со подкастот. Така. Дај да видиме со некои луѓе обични, природни муавети, да не мразиме, значи само онака. Сепак да видиме дека постоиме, не дека само критикуваме и плукаме, да се изразам прилепски. Туку дека постоиме, дека баш, нели, преđe го начнавме муабето, зашто на Србија има толку повеќе подкасти, јутјубери или не знам што и се многу поуспешни од нашите. И свесни сме за тоа. Валја повеќе си се цени, така, си се ценат како нација или не знам. Можда ти можеш подобро да кажеш. За Србија прашањево со подкастиве, ние со Љубе и со Игор, иначе ни е мустра, следиме различни подкасти. Мислам Љубе дека е тука, тој предводи. После сме јас и Игор и баш со Игор секоја епизода следиме од еден. Тој е моментално најдобар според мене подкаст општо на Балканов. Еве баш прилика на сите што че не гледа и че не слуша да му го предложиме Агеласт, така се вика подкастов. Галеб Никачевиќ е водителов и авторов. И на некој начин то ни е и ориентир што се однесува и продукциски како би сакале работиве да ги направим, иначе самата содржина не можеш ти да копираш. Јас сум нешто друго, моите гости се нешто друго, неговите се нешто друго, и тоа е се на подкаст ценава. Мислам дека баш буквално можеш кај него да видиш како треба. Значи како треба нормално во тоа сето да си се пронајдиш себе си, да си даиш свој некој авторски печат. Овде сакам тоа да подвлечам, ако сака публика малце да се запознае со подкастите во регионов, нека скокни од нашиот на Агеласт. Тоа што се однесува за регионов, а за светов нека истражува. Ја пратам некој амерички исто
пошто таму нешто почнува, тие се најше американци. Има, значи многу. Сега нека се Google е тука, па нека помага. А на ова прашање сега што ми го постои, зошто ги има, прво мислам дека поголем број на жители. Така, да. Тоа е некако логично. Ама и заради Белград. Пред се, ја мислам дека се е заради Белград, пошто Белград е, не знам, секој што имал прилика малце фазла да предстојува, да го запознава, да живее во Белград. Белград е срце на Балканов, ама Белград е светски град. Така, поранишна престолнина, нели, на Југославија. И то, и самиот негов дух, и самата негова локација, и отвореноста, и овој историски момент што викаш како бил во бивша Југославија, дека се тука било сконцентрирано, ама се мислам дека е заради Белград, пошто во Белград денеска снима холивудски продукции, да, светски звезди. Се што се случува во светов, се случува и во Белград на многу квалитетно ниво. Од Белград уча и европски градови и Така, да, во однос. И тоа е, мислам, дека одговорот. Белград ја носи, го носи тој бран. Има клима да се создава, да се пробува и има публика. Знаеш, има публика. Ние мислам дека кај нив да видам не одма да хейтам. Значи, тој момент е на позадоволително ниво. Така, да. Значи, не одма да хейтам, се што ќе прави. Не, ајде да видам што прави. Ајде да видам што прави. И баш буквално има српски подкасти од типо на концептуална експериментална уметност. Да? Да, имаш подкасти. Се јас и ти вака би отприлика би изгледале из кафана, си седними да нема камери. Така би некако би се одвивало нешто. Има тие, че ако испијаме ние едно или две, или во мојот случај 2,5 до сега чаши ракиче, тие че испија по 1 литар ракија, има да јада оде, не знам, може некој да преспија, подкастов трај по 4,5 сати, го гледа, имаш такви подкасти, после имаш подкасти, пример спортски подкасти. Тоа е исто интересно, подкастот се занимава само со спорт, има одредена публика. И имаш подкасти вака што уште не зна шо се, сигурно ние спајџаме во нив. Уште не знаеме шо сме, само некој. Што си гостино. Така, и гостино, ние сме отворени, некој вајб. Пример, овој подкаст денеска со тебе е многу поразличен од сите претходни. Секој си има нешто во себе, ние сме појче тој стил, буквално отворено, се може. Кај нас може и концептуална уметност. Слободно. Ако случајно се случи момент за инспирација за концептуална уметност, може и тоа. Ако ни се пријади од Лепчево да касни. Да. Така. Тоа да оставиме нека истражува што се заинтересирани ако Сополи кај Лепчево. Лепчево ни е иначе спонзори, треба да ни биде, ама во случај да, пошто уште не му е јасно што е подкастов на Луѓево. И треба да се запази. До крајов ќе видиме дали ќе има блур овде или стварно ќе се покажи дека ни се пријатели во подкастов, пошто Сополи намамо. Имам поклон за тебе. Вау. Имам поклон за тебе. Каква чест во ваква атмосфера, да го завија. Ама иначе поклонов на Елена, најдов 3 книги на железничка станица и ги сликав на Елена и викам, одбери си една од книги, вече ти ја донесам. И Елена си ја одбра. Фала ти многу. Еве сега. Ти благодарам. Да, таа е. Фала многу ми значи. А како е книгата што ја анализиравме од која година датира? Таа книга што 100 години што заклучивме? Од прилика.
100 години, Да. беше од Шилер. Шилер. Се Не што знам има, кој е. мислам. Да. Писма. Да. Оксфорд, не, што Шилер мислам дека беше. само писма нешто. Само беа, ама да, беше од Шилер. Па ти ми помогна да дојдеме до година, па фазла од 100 години. така. Да, 100 години беше, да. Не знам зошто, ама таа книга не можам ни да дешифрирам што пишува таков некој готски фонце. Готски фонтен. Тешко се чита. И убаво ми беше само да ја допирам прво и после пошто има во градче кај што живеам Германија едно код телефонска говорница и тука си остава книги. Ето себе си не можам да се го објаснам. Значи не знам германски, па да читам германски, се уште не знам. Ама имам потреба, од време на време одам наслови, гледам и че си земам книга и че си ја почувам дома И ја враќаш? и враќам. Да, важно кај мене на биро, кај што ми е секош има биро, лаптоп, еден историски лаптоп имам. И книги че си земам да ми посто, малце така се подружам со книги и ги враќам, ама некој не ги враќам. Ова нема, да пример, да ја вратам со 100 годишна, а тоа ми е јано. Не, ја мислев дека си ја вратил да се Не, се нема да ја вратам. Не. Твојов однос со книги? Не стасувам искрено. Немам концентрација за да зачитам. Мој однос пробувам да направам така, некоја домашна библиотека, регалче со книги, собирам купени, дали добијани како награда, последно ова зборников што беше од библиотека, исто си ја прибрав таму. А за читање, вајда, не знам, ми е како станат од факултет дека читам роман за на испит и сега не знам, некако уште ми се нема вратено тој од читање од хоби. Последна книгава што ја преведував, ја прочитав. Што преведуваше? Па, за истата таа што добив награда во 2019 за млад преведувач. Се вика Сплавот на Медуза, познат историски настан. Ја преведувам скоро една година, уште некој 100 страни имам, некој 600 страни книгата. 600 страни книга преведуваш. Колку јака девелка. Ма е многу интересна, така авторов пробува на модерен начин да го објасни моментот на Сплавот на Медуза, што се случило таму на отворено море. Инаку сигурно да ја видиш насловната или книгава, австријски автор е. Добро. Франц Обел. И моментот што и со него исконтактирав со авторот? Да, на Facebook беше, ама сепак нека се смета за самото преведување. Не можев издавачка куќа да најдам. А сакав да ја преведувам книгата затоа што многу ми се бендиса. На надпреваров, да речам, преведувавме некои 20 на страни. Заедно се на колешка го направив ситото. После добивањето на наградава исконтактирав неколку издавачки куќи и пробав да го исконтактирам него чисто да видам дали тој може да издействува нешто за навистина да се издаде книгата, па успеевме. Најдовте издавач? Најдовме издавачка куќа. Само за жал го пропуштивме рокот, долга приказна, пропуштивме рокот за издавање, инаку требаше да биде финансирано од Министерство за култура Македонија. Го пропуштив рокот затоа што во последен момент испаднав да ја преведувам сама, требаше да преведуваме во пар со колешкава. Така да се надевам ова година или другата година да се издаде во рамките на Министерство за култура, нормално поддржано финансиски. Што се работи за книга? Нешто кратко книгава, да дадеш? Пошто те толку да те повлечи 600 страни книга, да не се откажеш ти. Значи исто како Пиратите од Карибите да го гледаш филмов, само во пишана форма. Стварно? Да.
Да, и дури црпи Со Джек Сперо ги има инспирација. таму. Не Джек Сперо, ама Дейвид Джонс го има. Аха. Баш исто се вика, вајда авторов взел пример од филма. Татком од Джек Сперо. Така беше Така или не Добро, знам да, ама точно, тој ама што е- тој овој гласниот. Со брада нели од пипалки од Да, авто- така, од страшниот. автопот. Да. Инаку се базира на вистински историски настан, кога од француска армија или да речам од францускава поморска флота, како да ја наречам, не знам точно, се испратени да одат во некоја колонија нивна во Африка на бродот на Медуза. Медуза се вика самиот брод што пловат за натаму, ама неколку брода се во флотава. Доаѓа до немил настан, не знам, песочен насип, не знам, од некаде, од нигде никаде се појавува. И доаѓа до несреќен случај, така да бродов почнува да се руши и мора да приморани се да направи сплав или така одлучува да направи огромен сплав на кој што ќе истовара цела војска, а само капитените и највисоката класа заминува со чамци да се спаси до брегот. Од не знам точно, од прилика можам да кажам, загинува некои 500-600 души во обид да се вратат до брегот. Ова е вистински историски настан. И сликата сигурно да ја видите, ви е позната, ја има во Лувр. Ја насликал Жерико, се вика уметникот, баш сплавот во обид, не знам, на околу 10 души кај што пробува да сигнал на еден брод што пристига од далеко, се гледа баш и на сликата. Многу позната слика и настанов пробал не само авторов и некои други автори да го пренеса дали на платно, дали во филм или во книга, и мислам дека не успеале затоа што французиве не дозволиле да се прикажи тоа во јавност таква дамка во нивната историја, ама Аха, тоа е сепак дамка. Австриецов успеал. Тоа е дамка. Тоа е дамка, да. За французите. Да. Затоа што дозволиле да се случи такво нешто поради нивна непрофесионалност. Ама чекај, 600, ако е 600 страни, значи тука одиме и во ликои, и во Сосема, така, да, и односи, и психологија и смејување од една страна од сега, од модерно време гледаме што се случило тогаш и споредба со емигрантскава криза, баш го споредува моментот како, нели, кога мигрантиве пробува да заминат за Европа од Сирија, колку мина изгинаа по пат, да речам, по таму негде на брег пред Грција, не знам точно како беше. Битно пробува романот да го направи како алузија на мигрантската криза што беше во 2017-2016. Значи паралела. Паралела сегашноста, прави, да, дека ова- постоело нешто во и порано, и тоа во францускава историја, и дека не треба да се замагли тој момент. А иначе се работи за слободна интерпретација на авторов, на австриецов, Да, така? да. Значи го зема во настано. трагикомичен аспект, аха. дури во критики на романот стои дека во стил на Тарантино го пишува се тоа, беше на крваво, ама смешно. Брзо се чита романот? Па Не, голем е, се чита, не можеш да го остеш затоа што е интересен и баш онај од иронично, многу иронично навлегува во сето и во опишувањето на ликоите, и тоа ме натера да го преведувам затоа што ми беше интересно. И како успеал авторот
не знам, да го долови ситуација. Во 600 страни за да... Во 600 страни. Така. А рецепција на книгава кај публикава, да речем, шо од германско говорно подрачје и си ги види. Нешто имам, да, и Како реагира? Има добиена награда, така да вајда е во Германија, мислам дека има добиена награда во Баварија за роман на годината, мислам, 2018, ако не се лажам. Така да и тоа допринесе на тоа да ја преведувам, затоа што е наградуван роман. И навистина е интересен. Се надевам кога дека ќе го ќе се читаме? издаде на македонски. Кога ќе ја читаме? Се надевам 2022. 2022? Да. Добро, во следна прилика јас и ти кој ќе се видиме, зашо сакаш да правиме вака пример? Не знам, пошто еве се гледаме еднаш годишно или што би сакало во меѓувреме. Вака да Па моја Да сработиш, лична да- збирка за стихозбирка да биде издаена тогаш и да може да си поразговараме на таа тема, по-конкретно на поезија. на поезија? Да. Ама прво за мојата. Прво за твојата. А ти кој ќе ми мисле- кој ќе ми ја направите ти звонко уште селекција. да, извини. Уште вас ве чекам. Уште мене, да. Јас сум почната, ни дека не почнав, ама не стигам да ги одбрав песните, само треба да ги доработам уште неколку. Добро, Да ги доработам, значи како го сакам кажам. да биде кој што овде остануваш, одиш за Европа. Не знам искрено, затоа што чекам резултати од упис за магистерски. Па доколку сум среќна добитничка, да речем, на место во Франкфурт на Гете универзитет. Веројатно во Германија, но не е ништо сигурно. Во друг случај останувам тука. Си го посакуваш тоа? Да, И јас ти го посакувам. фала. Значи во Франкфурт може и таму да се видиме. Може. И таму да снимаме подкаст, може. Не знаеме ке че не однесио. Да. Идејата, само во тоа сум сигурен, дека немаме нешто конкретно да, ако не праша некој зашто го правите ова, да му одговориме, ама ете имаме, може и дека ни е интересно. Да. Не знам, имаме така некоја енергија со екипа и окей, Сега. за сега, кај че не знаеме. Фала ти што Фала се на- договаравме деноиве да се видиме и никако се договориме и на крајот се договоривме да требаше приватно да седниме, ама еве договор испадна да се подружиме на подкаст. Фала ти на идејата да ме поканиш, фала на поканата. Ми беше мило што присуствував. И ти посакам уште многу епизоди или не знам како се вика, продолженија на подкастов. Фала ти и посакај ми и да научам германски во меѓувреме. Секако. Ти Иде ќе на ми здраве. значи. Живени. Живели.